Се надевам дека уживавте досега со сите наши содржини информации, а еве и денешната кафе дилема, редовна рубрика во која што разрешуваме една дилема за гледачите, за граѓаните, интересна и актуелна според наше видување. Денеска ќе зборуваме нешто за бизнисот, како да го подобрите бизнисот. Оваа тема, оваа кафе дилема може да биде наменета за оние кои што веќе се во бизнис, но и оние кои што размислуваат да почнат некој свој бизнис. За да ја разрешиме оваа дилема и многу други врзани на темата јавно-приватен диалог, утрово зборуваме со Горан Лазаревски, сениор советник за јавно-приватен диалог на проектот за унапредување на инвестирање и извоз на USAID. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Еве веднаш да почнеме со прашањето дека институцијата од каде што доаѓате, USAID во Македонија, развива проект за унапредување на инвестирањето и извозот. Што практично значи овој проект за економијата во Македонија? Да, унапредувањето и извозот во Македонија се теми кои веќе над 20 години не преокупираат сите, и оние што се во бизнисот и оние што не се. Постојано слушаме дека тоа се приоритетите на кои треба да се посветиме, но гледаме дека и главните потешкоти и предизвици се токму во тие делови од нашата економија. И се разбира, како мала економија, Македонија нема алтернатива, освен да се посвети на инвестирањето и извозот, и при тоа не само инвестирањето странски инвеститори, туку и од домашните капацитети. Во таа насока, Американската агенција за поддршка на развојот, USAID, во координација со македонската влада, дефинираше еден проект на кој ние работиме за унапредување на инвестирањето и извозот, кој директно и дава поддршка на владата во спроведувањето на овие приоритети, кои за нашите деловни луѓе треба да резултираат со осетно подобрени услови за бизнис, олеснети постапки за бизнис и нови можности за развивање на малите, средните и се разбира големите предпријатија. Така, ајде да ги чуеме активностите преку кои ќе се реализира овој проект. Да, во изминатиот период од како е отпочнат нашиот проект и се до неговото завршување, спроведовме една серија на активности, доминантно со македонската влада, со Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, со Министерството за економија, со кабинетот на заменик премиерот за економски прашања господинот Пешевски. Значи, формирана е еден пул на институции кои заеднички работат на надминување на проблемите кои ги имаме. Активностите се мощно разновидни и бројни, од поддршка на присуството на нашите компании на странски саеми, представување на нашата производна програма, јакнење на капацитетите на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и сите други институции, Министерството за информатичко општество и администрација. Има една серија на активности со кои практично посветено се работи на надминување на идентификуваните приоритети и слабости, и резултатите се мощне позитивни, бидејќи беше констатирано, се разбира дека еден од приоритетите е и јакнењето на капацитетите на нашата деловна заедница, на нашите бизнисмени, вака популарно кажано, бидејќи за да го добиете тоа што го сакате, треба да бидете и спремни да го побарате токму тоа што вам ви е потребно, на начин кој ќе биде разбирлив за сите останати. Така. Една од компонентите во овој проект е јавно-приватен диалог. Може ли за нашите гледачи да објасниме подетално практично што значи оваа компонента и колку таа помага во реализацијата на активностите? Да. Јавно-приватниот диалог е исклучително битен елемент од секоја демократија, од секоја економија пред се, кога ќе се стави во економски рамки.
ние веќе со години заслушаме дека бизнес заедницата по правило се жали дека незините барања не се разбрани, не се доволно земени во обзир при креирањето на политиките. Од друга страна имаме јавната администрација која неретко тврди дека барањата кои ги добива се разбира не се доволно разработени за да можат веднаш да бидат преточени во закон. И во двете тврдења има вистина. Тоа и беше почетната позиција од која се тргна, значи за да имате квалитетен јавно-приватен диалог, потребни се како и во секој диалог се разбира двајца кои ќе бидат подготвени аргументирано да настапат, кои ќе имаат меѓусебна доверба и кои тој диалог ќе го водат постојано, а не само адхок. Поаѓајќи од овие приоритети, работевме и ќе продолжиме да работиме на неколку нивоа. Едно е јакнењето на капацитетот на бизнес заедницата да креира политики, предлог политики до владата, кои практично ќе понудат на владата решенија, а не само прашања и проблеми, но решенија кои ќе ги земат во обзир последиците кои ќе произлезат од тој закон, значи за да бидат тие изводливи. Од друга страна констатиравме и дека не достигаат инструменти како да се води диалогот. Диалог не можете да водите со еднострани пресконференции. Значи вие мора да седнете на маса. Тогаш нема диалог практично. Да, и тоа е тогаш размена на ставови со временска дистанца и практично гледано беше потребно да се представат и нови инструменти за водење на диалог кој ќе вклучи што е можно поголем број бизнисмени и граѓанство во целина, бидејќи економијата се однесува и на секој граѓанин во улога на потрошувач, вработен, менаџер, сите ние се јавуваме во повеќе улоги. И во таа насока еден од клучните инструменти кој беше промовиран е Енер, односно тоа е еден веб портал кој практично нуди 24 часовен бесплатен континуиран диалог на бизнес заедницата со владата. Дали тоа значи дека Енер е начинот на информирање на граѓанството, на владиниот сектор и сите оние кои што практично треба да влезат во тој диалог? Да, на сајтот, тоа е еден веб портал, значи во ener.gov.mk, чие седиште е во владата и Министерството за информатичко општество и администрација е администратор на сајтот и го одржува. Сајтот всушност представува еден портал каде што владата ги објавува сите министерства на една централна локација, ги објавуваат сите за предлог закони, кога се во фаза на консултирање на јавноста од аспект на квалитетот. Тоа е еден многу битен момент, бидејќи граѓаните добиваат можност да се регистрираат едноставно, брзо и бесплатно, да ги даваат своите коментари и со системот кој е разработен со наша поддршка, сите коментари се јавно достапни и коментарите кои други граѓани и бизнисмени ги даваат на коментарите од другите, значи станува еден форум, се исто така јавно достапни, што е исклучителен квалитет и дава доза на транспарентност која и денес во Европа се уште не постои. Значи, сличните сајтови кои нудат ваква форма на консултација, никаде нема такво ниво на транспарентност, односно најчесто тие коментари од граѓаните се еднострани и владата ги обработува и понатаму граѓаните немаат увид што се случува со коментарите. Во нашиот случај тие добиваат и одговор. Да, значи администрацијата разработи систем на отчетност според која во дефинирани рокови службеникот од јавната администрација мора да одговори. Извештајот за навременоста, квалитетот и содржината на одговорите се разгледува на седница на влада, што е исклучителен квалитативен исчекор и тоа е еден модел кој веќе и други земји најавија дека ќе го превземаат од нас. Така. Јас би сакала да споменам дека неодамна се вративте од Италија, кога веќе ја спомнавте Европа и она што го нема во Европа го има кај нас, а тоа е веб страната Енер.
Можеме ли пак некои други искуства кои што ние ги немаме, не ги знаеме да ги пренесеме од другите европски земји? Нашето патување во Италија и консултациите со други земји чии искуства користиме во смисол на Министерството за информатичко општество и администрација како носител на овие активности покажаа дека Македонија не само што не заостанува во овој дел, туку е и една од водечките земји од аспект на информатичкото решение, како што кажа, во Европа и пошироко. Примената на овие форми на консултација е секаде предизвик. И во најразвиените демократии секаде оди тешко, бидејќи постојат многу засегнати страни, огромен број барања, огромен број законски решенија кои предизвикуваат огромен број последици. И се разбира сето тоа треба да се изменаџира, но на наше задоволство можеме да констатираме дека Македонија има една од водечка улога, една од трите земји во Европа кои имаат интегрално решение на консултирањето на јавноста при носењето на законите. Она што кај нас останува, се разбира како предизвик понатамо, е вклучувањето на бизнис заедницата. Тоа е еден процес на, се разбира, јакнење на довербата и во таа насока посебно се фокусираме на Националниот совет за претприемништво и конкурентност, кој како една асоциација на комори и асоциации од бизнес секторот треба да помогне во тој процес. Инаку можеме слободно да кажеме дека искуствата и во Италија и во други земји во Европската Унија се за нас многу корисни, но практично од аспект на регулирање на процесот имаме решение кое е на исто ниво со нив. Колку имате помош од владата? Неколку пати ја спомнавте во развивање на тие алатки за јавно-приватен диалог. Политичката волја во јавно-приватниот диалог е основна премиса. Значи, без тоа се сведува на техника. Политичката волја во изминатиот период мора да се констатира дека е присутна и од аспект на кабинетот на вице-премиерот Пешевски, владата во целина, Министерството за информатичко општество се наметнати правила и темпо кое во голема мера го поддржува јавно-приватниот диалог, отвара и тоа се гледа во односот со стопанските комори. Генерално во стопанските комори постои релативно висок степен на задоволство од комуникацијата со владата, се разбира, многу решенија останува да се спроведат во пракса понатаму, но политичката волја е клучен елемент и можам да констатирам дека во овие 2 години како соработуваме со владата имаме поддршка и покрај се разбира дневните предизвици со кои се соочуваме како држава. Така. Временската рамка за реализација на сите активности од проектот? Нашиот проект има мандат до крајот на 2014 година. Имаме зацртани уште голем број активности во тој период, пред се во доменот на јакнење на капацитетите на нашите деловни асоциации и на јавната администрација. И очекуваме дека во овој релативно краток период кој ни предстои од околу година и пол, ќе успееме да го заокружиме нашиот мандат со одржливи односи на диалог, со развиен диалог, кој не се мери, чија успешност не се мери само преку бројот на иницијативи кои се предложени и прифатени, туку и во односот меѓу јавниот и приватниот сектор и се разбира граѓанскиот сектор. И врз основа на искуствата од изминатиот период, мислам дека можеме да бидеме оптимисти дека за година и пол ќе имаме еден многу посуштински и поквалитетен диалог во Македонија. Така, дали тоа е единственото очекување од целиот овој проект? Во Македонија... Подобрување на диалогот или има уште нешто?
Диалогот се промовира со една едноставна цел, да се подобри деловната клима. Најдобар начин да се подобри деловната клима е да се праша, условно кажано, пациентот, нели, како лекар, ако се постави владата, да го праша каде се симптомите и решенијата тогаш произлегуваат од самото стопанство. И инаку сите други решенија кои нема да инволвираат јавно-приватен диалог ќе бидат административни, наметнати и нема да се спроведуваат како што имавме примери во последниве 20 години. Во интерес на сите е да добиеме квалитетни закони, спроведливи закони, за да можат сите заедно да работат и да ги видат ефектите од нивното спроведување и мислам дека во таа насока добро се движиме. Така. Се надевам дека така и ќе продолжите и она што сакам на крај да го кажеме уште еднаш и е битно за нашите гледачи во оваа кафе дилема да ја посетат страницата www.ener.gov.mk и се разбира со постоењето на таквиот сајт, уште еднаш ќе апелираме до секој граѓанин, секоја фирма да се информира. Тој сајт нуди многу квалитетни информации што планира владата, на што работи, што ни подготвува и ни пружа една реална можност да станеме активни чинители во носењето на законите, за да не можеме да кажеме понатаму дека не сме биле прашани. Кратко кажано, вака практично кажано, сите закони се објавуваат, освен оние кои се носат во скратена постапка и мислам дека е добро да се искористи овој инструмент кој за нашите граѓани навистина носи еден нов квалитет во учеството, во креирањето на законите. Тука се сајтот Енер и Е-демократија на владата на Република Македонија. Така, јас ова што го покажувам е сајтот на кој што нели ги насочуваме нашите гледачи, но и оваа брошура каде може да ја најдат за да се информираат, бидејќи навистина во пунктови и многу кратко е објаснето сето ова. Да. Кога веќе ја покажавме брошурата? Ние, да, брошурата е можна кратка, информативна и разбирлива за сите наши граѓани. Ние се обидуваме да ја дистрибуираме на разни начини, беше дистрибуирана во наши деловни списанија, магазини, на сите средби кои се организираат со стопанските комори, со деловните луѓе, на разни конференции, конгреси, навистина има големо присуство и ќе продолжиме така во наредниот период. И во сите активности кои ќе се реализираат во наредниот период, апсолутно ќе бидат вклучени нашите медиуми и очекуваме поддршка во тој дел. Така. Ви благодарам за учеството во денешната кафе дилема. Во утринската програма почнува ден. Соработката се надевам ќе продолжи и со нас како утринска програма, бидејќи наша цел е да ги информираме нашите гледачи, граѓаните за она како може полесно да го подобрат бизнисот и едноставно да добро пливаат во оваа економска криза. Да, за нас од исклучително значење и коментарите на нашите граѓани, да ги добиеме. На самиот сајт има можност за давање на предлози како да се подобрат содржините, функционирањето. Ние пред година дена отприлика имавме една средба со повеќе засегнати страни на која произлегува повеќе од 40 предлози за подобрување на сајтот и сите беа спроведени во пракса. Така да континуираното усовршување е една од нашите заложби и уште еднаш апелирам до сите наши гледачи денес да го погледнат сајтот и да се уверат и самите. Благодарам уште еднаш.